Македонија се наоѓа во политичка и во финансиска криза. Опозицијата за во сабота најавува голем митинг. На овие теми разговараме со пратеникот од Гром Љупчо Пренџев. Добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам на поканата и поздрав сите кои што не гледаат. Да почнеме од оно што е најактуелно, тоа е протестот на опозицијата во сабота. Прво, зошто треба да има ваков протест и најважното зошто не се неопходни избори? Добро, протестот е најавен за сабота и тоа треба да биде еден општен народен протест против состојбите кои што се случуваат секојдневно во Република Македонија и тоа е пред се протест против владата на СДСМ и нивните коалициони партнери и ДУИ. Ако ги слушате зошто не треба да биде протест, велат ќе запреме реформите во државата, дека не знам што ќе се случило. Јас ги прашувам сите македонски граѓани, ве прашувам вас како медиум кој што ги следите состојбите во Македонија, дали во оваа држава во моментот има некоја крупна, голема реформа во економијата што ќе запре? Нема. Дали има некоја крупна, голема реформа што ќе запре во образованието? Не постои. Дали има некоја крупна или голема реформа во здравството? Не постои. Значи, не постои реформа која што би запрела, не постои некое подобрување на животот на граѓаните кој што би се забавил или би запрел со превремени парламентарни избори. Единствено што ќе запре е политичката кариера на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, тоа е здраво за државата Република Македонија. Второ, ние треба да видиме по сектори. Кај да отвориме имаме ние криза. Ние сме држава која што има 5 кризни состојби паралелно. Покрај она мигрантска, имаме здравствена криза, имаме енергетска криза, имаме економска криза, имаме ценовни шокови, имаме гасна криза. Постојано сме во некаква Значи, криза. кај да отворите вие имате криза, реформи има нула, имаме само демагогија, немојте избори, ќе ги запрете реформите. Не, превремени парламентарни избори се потребни за Република Македонија, на овие граѓани им е потреба нова надеж, на овие граѓани им е потребно конечно влада, која што тоа што го зборува додека е во опозиција ќе го реализира и на власт. Нас ни треба влада која што ќе има честен однос кон граѓаните, влада која што нема да биде позната по криминал и корупција, туку по работливост и проекти. Нас ни треба влада во која што ние нема да зборуваме за тоа кој судија како пресудил, туку ќе зборуваме која странска инвестиција дошла, отворила нови работни места, донела висока технологија и како да го дигнеме БДП-то на државата. Едноставно сметам дека тоа е многу потребно на Република Македонија, тоа е нормално. СДСМ и ДУИ треба да сватат дека избори се победуваат и се губат. Кога имате состојба каква што имате моментално во Република Македонија, тоа е безперспективност. Кога имате состојба во која што граѓаните имаат 8% доверба во судство и обвинителство, кога имате вода во која што 3/4 од граѓаните сметаат дека државата оди во погрешен правец, вас ви се потребни избори. Еве, со овие 8%, ако дозволите. Погледнете го рейтингот на СДСМ и на ДУИ. Тие заедно имаат сигурно, не знам, 20 и нешто, 30% рейтинг, согласно последните мерења. А 8% има доверба во судството. Значи, 2/3 од нивните симпатизери и членови не веруваат во судството. И ние разговараме дали треба да има избори. Не, избори треба да има час поскоро. Тоа се политичките причини зашто треба да има избори, но ништо поневажни се и финансиските причини. Македонија тоне во финансиска криза, а во моментов се одвива расправа за ребалансот на буџетот. Видете, пред ние да дојдеме на тема на буџет да зборуваме, па видете ги само основните производи како скокаат и како владата се бори против тоа. Дојдеме со аргументи. Почнеме целосно да разглобиме. Велиме вака, тие велат. Че мора да се разголуваат овие луѓе, бидејќи толку многу продуцираат лаги што не можеш да стасаш да кажеш вистината. За вистината во македонското општество под оваа власт као да нема место. Вие велат вака. Целата инфлација е увезена од надвор од еврозоната. Вистината е дека во месец август, средина и втора половина на месец август, 40 и нешто денови пред да започне инфлацијата во еврозоната, Македонија е под инфлација. Ако се сеќавате, манипулираат и со бројките, колку изнесува по второ, според сите економски показатели, 40 и нешто проценти од вкупната инфлација е домашна, а 60% е увезена. Значи не е исто дали ќе имате вие 6 и 10% инфлација, разликата е огромна. И сега добро, дошла таа инфлација, гледаме дека се неспособни, од кај нас почнува инфлацијата од дома ради незнаење и неумење, и се поставува прашањето како вие се справувате со тоа.
за нецели 2 години цената на горивата е качена за повеќе од 2 пати. Како влада за тоа се справува? Секојдневно поднесуваме предлог амандмани. за намалување на акцизата на Немаме горивата. еден, 4. Последниот да беше овој. Значи, ние велиме вака, луѓе, ако вие велите дека војната е, дека инфлацијата е поради кризата во Украина, и ако на преходниот буџет сте планирале дека цената просечна на дериватите нафтени, на бензините, ќе биде да речеме X, и од тој X вие добивате 18% ДДВ и 20 денари акциза, и сега од тој X цената се качила за уште 50%, дајте барем на тие 50%, намалете акцизата и ДДВ-то и практично планираните пари ќе ги добиете во буџет, а за 15-20 денари ќе се намали цената на бензините. Големо олеснување на овие цени на бензините. Пак ќе биде многу скапа нафтата. Нема да биде 112, ќе биде 98, пример. Ама не е исто. Гледате дека тогаш имате партнер во власта. Вака, власта им праќа на граѓаните, вие сте сами. И јас 2 години зборувам од емисија на емисија дека ова е казино влада, дека има казино логика. Казиното вели, прво јас да го соберам тоа што сум го зацртал од играчите вечерова, и кога ќе го соберам тој мој арач, тој мој данок, тоа што ќе остане може да го Исто и со акциза, власта не тоа е ќе да случај слуша со владата. Па ве молам, пред 3 месеци кило свинско месо беше 242-245. Сега е 370 денари. Вчера бев во еден од маркетите 368 денари е кило месо. До толку повеќе што слушаме вчера официјално нови покачувања. Да, кажуваат вака, на тие 368 денари цената ќе се качи за 30% наредните месец-два, тоа ќе биде околу 500 денари и плюс ќе избркаме 30% од луѓето вработени во индустријата за месо и месопреработувачка индустрија. И владата молчи. Ни А, ни Б, ни В. Дали според вас тоа е влада партнер на граѓаните или душман на граѓаните? Не изгледа дека работи за доброто на граѓаните. Да одиме да зборуваат вака, дека има 12% инфлација. 12% инфлација значи дека ако горивото било 80, сега е 90. Ако месото било 260, сега да биде 288. А реално не е толку. Толку ли е тоа? Не, покачувањата се и до 50%. Значи, како велат, постојат лаги, поголеми лаги и статистика. Ама преку најголеми лаги не можеш да го владееш народот. Со еден збор, значи манипулираат и со инфлацијата колку изнесува. Да, граѓаните можеш да ги лажеш некое време, не можеш цело време да ги лажеш. И граѓаните во сабота доаѓаат по своето. Нема повеќе простор. Вие не можете да имате буџет. Еве, друго сакам да јавно да прашам. Премиерот Ковачевски беше заменик министер за финансии. Тој беше човекот кој што заедно со господинот Фатмир Бесими, актуелниот министер за финансии, го подготвуваа буџетот за 2022 година. Тој беше човекот, рака на срце, кој што беше ден и ноќе во собранието и го бранеше буџетот. Тогаш велеше дека во услови кога имаме, тогаш имавме 4 кризни состојби, оваа влада е многу одговорна и во овој буџет гарантира владата, во име на цела влада, дека нема непродуктивни трошоци. Ние излегувавме, значи емпириски, еве ги непродуктивните трошоци, нема непродуктивни трошоци. После 3 месеци дава изјава со новиот ребаланс на буџет, владата ќе се откаже од 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Кога лажел, тогаш или сега? И кои се тие? Знаете ли кои се тие непродуктивни? Епа тие се мебел, возила. Зашто биле проектирани, ако сега се непродуктивни? Тоа е прашање кое што треба тие да го одговорат. Она кое што е многу клучно и многу интересно е тоа што, луѓе, да бидеме реални, независно кој е на власт, на 1 јуни 2017 година, оваа владеачка структура ја превзема државата со 4,7 милиарди евра долг. Значи, сите влади од 1992 до 2017 година направиле 4,7 милиарди евра долг. Работеле патишта, кој повеќе, кој помалку. Од 2017 до крајот на оваа година, долгот ќе оди на 8,7 милиарди. Значи, колку сите влади заедно, тие се задолжуваат толку, имаат направено. 0 автопатишта, 0 брани, 0 системи, имаат направено 0 болници, 0 клинички центри, 0 километри автопат. Ке ве молам, за што се потрошени парите? Која е таа влада која што се задолжува милиарди за ваучери во Охрид? Сега што правиме? Кога викавме капитални инвестиции да правиме, да работи градежништвото, да работат работниците,
Не, тогаш купуваа избори за 2020 година. Сакам да кажам дека работите вака не одат. Второ, ние на граѓаните кои ќе им кажеме, почитувани граѓани, тие проектираат 4,6% БДП, а сега го проектираат на 3,2%. Го намалуваат и толку нема да биде, ќе ви кажам зошто и добро е што живееме во една технологија, ова потоа ќе се врти пред нова година, дека нема ни 3,2 да биде. 3,2 од 4,6 до 3,2%, тоа е 1,4%, значи дека за 150 милиони евра Македонија ќе биде посиромашна. Толку се тие вака ситни проценти во финансиите кои што граѓаните се должни да ги знаат, се разбира, секој си има своја професија. И за тоа никој око не му трепнува, а нема да биде ни толку. Знаете зошто? Заради тоа што во првиот квартал војната во Украина почна крај на февруари, Најголемиот изговор на власта е војната во Украина. 2,4% раст. Ако вие сте имале раст од 2,4 кога немало војна во Украина, како тоа ќе имаме ние 3,2% при војна во Украина? Значи, веќе не знаат како лажат. Тоа се сериозни проблеми. И тоа не се проблеми кои што ги имаат тие, туку преку нивното работење проблемите ги имаме ние, граѓаните. Со ребалансот на буџетот предвидени се 80 милиони евра за антикризни мерки. Прво, знаете ли зашто ќе бидат тие антикризни мерки и дали се доволни? Колку пати се носат антикризни мерки? Се извинувам, се носат многу пакети на антикризни мерки. Има еден куриозитет во собранието. Имаше еден закон за антикризни мерки, 5 пакет ако се сеќавате, на 19 февруари 2021 година се донесе. И тогаш зборувавме, ова што вие го ветувате, дека ќе им го дадете на граѓаните, го нема во буџет. Бидејќи како се вели, не ги гледај политичарите што зборуваат на телевизија, отвори го буџетот. За тоа што има предвидено пари, можно е да се прави, ако за нешто нема предвидено средства, не може да се прави. Лага е, пиар е. Не, така е, добро. Истиот датум, 19 март 2022 година, доаѓа во собрание закон за дискусија за 5 пакет на кризни мерки. Значи, после една година, они го носат законот од 5-тиот пакет на мерки. Така што мене нивната помош... И тогаш ни сега немало пари у превод. Па, видите, 1,150 милиони се потрошија 2020-2021, реално правиме. Какви милиарда? Па им кажа и Светска банка и секолку... Она кое што ме иритира и ми е врега интелигенцијата и човековото достоинство е тоа што мојата влада, мојот премиер и тогашен и сегашен, иако јас сум опозиција и тоа жестока опозиција, помалку се грижал за граѓаните на својата држава и за економијата и фирмите и стопанството во својата држава од владата на Косово, што се уште не е оформена држава и не е член на Обединетите нации. Тоа е тоа кое што вака ви врега интелигенција и притоа излегува на телевизија и ви кажуваат колку они посветено работеле, честно работеле, поцелено работеле. Ги поценуваме Па Косово, дайте имаат луѓе- повеќе инвестиции од нас. Па дајте луѓе повеќе спиите, повеќе Да. глупости ќе правите. Да. Не можете толку да работите, ве молам. Не убивте со вашава работа. Тоа е реалноста и тоа е вистината. 30% намалуваат раст на GDP за оваа година. Тоа е поразително. Власта најавува и намалување на маржите на основните продукти. Како Власта, се гледа? власта е многу интересна. Таа не Така вели што треба да се земе од себе не сака да се откажат. Казино. Да, а кај што треба Уште од него- трговците да се откажат, тука може. Така е. Они уште казиното не го собрало тоа што го зацртало и тоа ви влегува во вашиот джеп. И за ова казино наше, што е исто така поразително, е ви податоци сублимирани. Ваа година било како беше војна. Есента беше гасна криза, беше енергетска криза, преходно беше пандемија. За власта се баше некоја. Не. Кризите постоеја. Ама постоеја и тука, и во Косово, и во Србија и така натаму. Еве кумулативно од кога се на власт. Од 2017 до 2019 година. Вкупниот раст на македонската економија е 5,56%. Од 2017 до денес. Вкупниот раст на Србија е 18,4%. Ние сме 5,5. Вкупниот раст на Албанија е 15,5. Ние сме 5,5. Вкупниот раст на Косово е 18,8. Ние сме 5,5. Вкупниот раст на Црна Гора е 9. Ние сме 5,5. И вкупниот раст на Босна и Херцеговина е 14,06. А ние сме 5,5. Зашто ние разговараме? Од 2017 до сега ние сме 3 пати послаби од Босна, од Косово, за Србија да не права муавец. И потоа работеле многу. Види, има бројки. И од овие бројки нема бегање. И затоа се измислуваат 300 глупости. Ке чуете, не знам,
се ќе се слушнете, освен за бројките. Ама колку ја сакате вие во медиуми тоа да го скриете? Колку ја сакате тоа да го нема на телевизиските екрани? Граѓаните одат и на бензинска, граѓаните одат и во маркети, граѓаните одат и на пазари, граѓаните одгледуваат и продаваат производи и стока, точно знаат дека работа во Македонија не ја бива. А од друга страна, во буџетот, во ребалансот на буџетот, од договори на дело не се откажуваат. Од привремени вработувања на партиски војници не се откажуваат. Се им е скриено во графата, најматна е таа разни трансфери, таму се зголемува, па као од некаде ќе намалате, видите дека намаливме. И добро, еве игра на зборови ќе правиме. Ќе најдете три платоци каде што сте намалиле. Кој проблем го решивте? Во 2017 година кога дојдова на власт, требаше Македонија да биде поправна држава. Дали е поправна држава? Требаше да биде поразвиена држава. Дали сме поразвиена држава? Дали една фабрика дошла во Македонија? Дали еден камен темелник за нови работни места сме направиле? Ништо од тоа нема. Имаме само пиар, купи ден продај политика и едноставно кога некој ќе ми каже ама немој сега толку многу да барате избори, криза е. Па криза е. Па најголема криза се тие на Илинденска. Заради тоа што тие ниту се партнери со граѓаните што ги гласале, ниту се партнери со фирмите кои што им го помнат буџетот, тие се единствено партнери меѓу себе. И ние што да правиме? Мора да ги менуваме. И ова не го зборувам бидејќи јас сум пратеник или политичар, ова го зборувам затоа како граѓанин. Но како ќе натерате власта да има избори? Единствениот начин да се распушти собранието со 61 пратеник, вие во моментот тоа го немате. Точно е. Тоа е Моментално во единствениот начин собранието да имаме активна блокада на истото. Иако тие се обидуваат по разните странски представници да го кажат дека тоа активен бойкот, па ние мора да објасниме дека кога е бойкот, секој закон кој ќе стигне, му се ставаат по 5 амандмани, нема ни дискусија ништо и го блокира собранието. Ние се она кој што значи поголеми плати за општините, ние го бараме тоа, тие не сакаат да го стават, бидејќи немаат каде да го исплатат, бидејќи се е потрошено и подјадено. Онаму каде што имаме испраќање на мировни мисии, закони за Европска унија, тоа не е проблем, е во ред. Ама закони како на ДУИ да заработува по 20 милиона, да имаме паралелни игри, паралелна лотарија, и таму како ги викаат тие не ги разбирам, тоа не може да помине. Ако имаш 40 фабрики за марихуана и за дрога, и тоа не може да помине. И нема да помине. И нема да помине закон се додека не ги присилиме на преверени парламентарни избори, тоа е едниот дел. Ќе видат утре колку граѓани ќе исполнат да им кажат што мислат од дека на Илинденска број 2. И едноставно мислам дека како одминува времето, така тие ќе дојде ден кога сами ќе побараат преверени парламентарни избори, затоа што еве и од позиција на дипломиран политиколог можам да им препорачам дека ако имале да речеме рейтинг минатата година, не знам, да речеме 20%, пред нова година бил 18, во март им бил 16, сега им е 14, а во септември ќе им биде 12. Така да во нивни интерес е да направат избори во кои што ќе имаат барем 30 пратеници, бидејќи како тргнала работава, СДСМ ќе го пробие и оној неславен резултат на Рамила Чекиринска од 2008 година. Каков е распоредот сега во собранието? Еден пратеник од алтернатива се изјасни дека ќе делува самостојно, независно, но превирања има и во меѓу односите помеѓу ГРОМ и ВМРО ДПМН. Што се случува? Да, вчера пратеникот од Реджепи низвести дека ќе делува надвор од коалицијата на СДСМ, ДУИ, алтернатива таму ЛДП кои се. Се нема видено со него и немам подробни информации. Во поглед на ГРОМ, јас како што кажав и во медиумите, значи императив ми е зборот даден кон граѓаните. Јас сум бил на листа заедно со колегите од коалицијата Обнова на Македонија. Сме имале програма и визија на таа листа и сме кажале дека наша цел, бидејќи не направивме влада, ќе биде час поскоро рушење на владата на СДСМ и ДУИ. Јас тоа планирам да го испочитувам до крај, затоа што како нова генерација на политичари, кога пропагирате нова политичка култура, тоа значи дека треба да бидете доследни кон граѓаните на зборот даден во 2020 кога биле изборите. Доколку во меѓувреме нешто се променило, тогаш е подобро да си дадете оставка од функцијата која што извршувате, него ли да делувате спротивно од тоа кое што сте го ветувале на граѓаните на изборите. Останувате во опозицијскиот блок како пратеник на Да, ГРОМ. јас и согласно уставот пратеникот гласа согласно интересите на граѓаните и гласа по сопствено убедување. Јас и до сега сум гласал согласно интересите на граѓаните, по сопствено убедување,
во пратеничката група на коалицијата Обнова на Македонија предводена од ВМРО ДПМН и во моето политичко делување не се менува ништо. Главен фокус ми е како оваа влада да падне, како да има нова надеж во македонската политика, бидејќи оваа генерација на политичари го нема луксузот да стави ниту еден тепих, ниту еден проблем под тепих, едноставно ќе мора да седне и многу да се работи, бидејќи работите, како што кажав и на почетокот на интервјуто, кај отворите во секој сектор се многу влошени за разлика од преходно. Сега најмалку што е потребно е раситнување на опозицијата. Па добро, во собранието остануваат работите непроменети. Бројката е таа што станува. Таа е бројката, да. Така, да крај да резимираме, значи избори се неопходни и првиот чекор што треба да се направи е масовно присуство на митингот во сабота и да се испратат пораки кон граѓаните. Да, пораките претпоставам ќе ги испрати господинот Мицкоски. Јас пред се како граѓанин на оваа држава секогаш одам на протести кога се во прашање рушењето на СДСМ и на ДУИ, бидејќи вистина верувам дека тоа е основата и тоа е причинителот на сите кризи понатаму кои што ни се случуваат во општеството. Така, господине Пренџов, ви благодарам за интервјуто и многу среќа. И благодарам на поканата.